Има збор господин Ѓорче Владимир, повелете. Благодарам, почитуван председател на Собранието, почитувани колеги пратеници, почитуван господин заменик министар. Тука сме да зборуваме за буџетот на Република Македонија, буџет кој што ќе ги даде главните правци на економските движења во следните 365 дена, односно во предстојната 2014 година. Но кога зборуваме за 2014 година, треба да почнеме од она што е направено и она што се случува во 2013 година. Зборувајќи за овој буџет, треба да ги имаме предвид сите оние критики, сите оние црни најави, сите оние инсинуации, па дури отворени лаги кои што ги чувме во време кога го носевме буџетот минатата година. Што е тоа што пратениците од опозицијата, пратениците од СДСМ, од НСДАП, од Либералната партија, од други политички партии, кажуваа дека ќе се случи во 2013 година. Се навестуваше грчко сценарио. За подсетување, почитувани колеги пратеници, Грција е земја која што 5 години назад, 5 полни години, а случувајќи ја сега и оваа 6-та година, е во рецесија. И тоа не е било каква рецесија. Не рецесија од 1%, 2%, 3% или 4%. Рецесија од 5%, 6%, 7%. Најголема рецесија после Втората светска година наома. Најголема рецесија последниве 70 години. Председател, дофрлање од... Не, се извинувам по грешка, генералниот секретар немаше уклучено времето. На 18 минути. Повелете. Се извинувам. Благодарам. Забелешката се прифаќа. Почитувани колеги и пратеници, уште неколку работи би требало да се кажат во тој контекст. Кога зборуваме за рецесиите, кои што ги имаше грчката економија, земја членка на Европската унија и земја членка на НАТО, треба да се има предвид дека зборуваме за земја која што има долг од 160% од нивниот БДП, 160% од нивниот БДП како кредити кон странските кредитори. Истовремено, небројно милиарди, десетици и стотици милиарди на истата таа Грција и се простани како долгови. И со кое право колегите од СДСМ во 2012 во декември, пред една година, кажуваа и најавуваа дека Македонија очекува грчко сценарио. Значи, кумулативно, во овие неколку години назад, грчкиот БДП се има намалено помеѓу 25 и 30%, затоа што Грција повеќе од јасно манипулира со нивната статистика. Истовремено, додека паѓа грчката економија, македонската економија расте. Јас би сакал детално, со проценти, да кажам неколку работи кои што се однесуваат на четвртиот квартал, се извинувам, јас би сакал да кажам неколку работи кои што се однесуваат на третиот квартал од оваа 2013 година. Македонија има трет најголем раст на БДП во третиот квартал од 2013 година. Одиме поред. Европската унија, сите 28 земји на куп кумулативно, имаат нараст на БДП од 0,1%. Македонија има раст на БДП од 3,3%. Членките на еврозоната, значи оние земји во кои што еврото е официјална државна валута, имаат пад на нивната економија, односно пад на нивниот БДП од минус 0,4%. Македонија има раст од 3,3%. Кога зборуваме за околностите во кои што се постигнува раст, овој раст на БДП, треба да имаме предвид дека земјите со кои што Македонија во најголема мерка тргува, со кои што имаме трговска размена, со кои што каде што нашите фирми извезуваат, имаат многу полоши економски индикатори. Например, да појдеме со ред. Прв економски партнер на Република Македонија е Сојузна Република Германија. Сојузна Република Германија има 0,6% раст на БДП. Значи, зошто е ова важно? Затоа што нашите фирми во најголема мерка живеат од тоа што ќе го извезат, од тоа што ќе го пласираат на странските пазари. Значи,
во ситуација во која што германската економија, германскиот пазар се зголемил за 0,6%, македонските компании, македонското стопанство, македонската економија се има зголемено за 3,3%. Исто така и Бугарија е еден од поголемите економски партнери на Македонија. Бугарија има раст од само 0,7%. Раст од само 0,7%, Македонија има 3,3%. Грција е на јужната граница. Грција е меѓу 5 најголеми економски партнери на Република Македонија. Тие во третиот квартал имаат пад од минус 3%. Значи, после онија падови од 5%, 7%, 8%, после десетици и стотици милиарди простени долгови, повторно Грција има пад од 3%. Во тие околности македонската економија расте 3,3%. Значи, иако паѓаат на рачките, иако овие земји се во огромни економски проблеми, македонската економија покажува тоа каква отпорност. Италија исто така е помеѓу 5 најголеми економски партнери на Република Македонија. Во овој квартал, третиот, Италија има пад од 1,9%. Пад од 1,9%. Македонија расте со 3,3%. Австрија исто така е еден од нашите поголеми економски партнери и еден од поголемите инвеститори во Република Македонија. 0,2% нивен раст. Македонија 3,3%. Значи, Австрија де факто има една ситуација во која што тотално стагнира нивната економија. Словенија има рецесија и пад на економијата од 1,3%. 1,3% има пад словенеската економија, Македонија има раст од 3,3%. Ако ги погледнеме политичките прилики во Словенија, ќе видиме дека од почетокот на кризата невработеноста во Словенија е повеќе од дуплирана. Повеќе од дуплирана. Најголемата градежна фирма во Словенија со 11.000 вработени прогласи банкрот, луѓето ги пратија дома. Најголемата словенечка економија во најголемата словенечка фирма од градежништвото, државна, со 11.000 вработени прогласи банкрот и ги пратија луѓето дома. Алпине, фирма од Австрија, најголем банкрот последниот 30-40 години во Австрија. Ги пратија вработените дома. Тој банкрот се почувствува и во Република Македонија. Што ќе се случеше ако успееше намерата на СДСМ и нивните пратеници минатата година ние да не усвоиме буџет? Не раст од 3,3%. Ние ќе имавме зголемување на долгот, ние ќе имавме хиперинфлација, ние ќе имавме пад на БДП, ние ќе имавме масовни отпуштања, нема да можевме да ги исплатиме субвенциите, нема да можевме да ги исплатиме платите, нема да можевме да ги исплатиме пензиите. Тоа некој го постакуваше во овој парламент. Тоа некој директно работеше против виталните економски интереси на Република Македонија. Во ситуација каде што сите европски земји има буџети, сака Македонија да остане без буџет. И со синтагмата што полошо тоа подобро, значи што повеќе да се влошат состојбите, што повеќе народот да биде незадоволен, тие да политички профитираат од тоа. Но граѓаните на Република Македонија го кажа нивниот јасен, повеќе од јасен став на локалните избори во март и април 2013 година. Главна дебата беше она што се случуваше со буџетот. Главната карта на опозицијата беше она што се однесува на собранието на Република Македонија. Граѓаните гласа, а резултатот сите го знаеме. 58-5. 58 градоначалници или општини наспроти 5. Никогаш повеќе во историјата на Република Македонија. Да, факт е дека имаше непријатни случаи, работи кои што не треба да се повторат на Република Македонија, но тоа е благодарение на оние кои што го нападна овој председател на собранието, на оние што смислено го блокираа собранието на Република Македонија, на оние кои што со денови и недели претходно ги напаѓаа нивните колеги и едноставно ја доведоа целата држава во безизлез. Почитувани колеги пратеници, кога зборуваме за БДП на Република Македонија, не само за третиот квартал, треба да бидеме фер и да кажеме дека Македонија има исто така трет најголем раст на БДП во првите 9 месеци оваа година во Европа. Значи од 50 на држави,
македонскиот БДП има трет најголем раст. Во првиот квартал 2,9%, во вториот квартал 3,9%. Јас знам дека со овие бројки и статистики кои што тука ги кажувам, не се решаваат проблемите кои што во Република Македонија се акумулирани со децении. Но ако ги немавме овие состојби, и онака тешките состојби во Република Македонија ќе беа уште потешки. Овие бројни проблеми кои што ги има Република Македонија и нашите граѓани ќе беа уште побројни. И оние ситуации кои што ги имаме во државата ќе беа уште повеќе влошени. Сите индикатори во Република Македонија ќе беа влошени доколку не го усвоевме буџетот или доколку немаме раст на БДП како што имаме. Значи, додиме екзактно со бројки и факти, со цифрите кои што ги имаме. Истовремено, кога ги констатираме тешките состојби за кои што никој нема дилема во Република Македонија, истовремено да направиме споредба со она што нашите претходници ни го оставија во 2006 година. Поред сите индикатори кои што може да се видат состојбите неколкукратно беа полоши тогаш. Почитувани колеги пратеници, можеме да одиме според оние кратења во европската економија за време на европската економска, исто така и должничка криза. Значи имаме ситуација во која што се изедначува невработеноста во Грција и невработеноста во Македонија. Со таа разлика, што невработеноста во Грција оди нагоре, значи веќе си има дуплирано за време на оваа економска криза, тие појдоа некаде од 14-15%, се наближуваат кон 30%, Македонија појде од 38%, се намали на 28%. Значи, Република Македонија се согласува, има огромна и голема невработеност, но оставена од партијата која што требаше да вработи по еден член од секое семејство, оставена од партијата која што носеше Бранков закон, оставена од партијата која што достигна 400.000 неработени во Република Македонија 2003 година. Истата година кога се зголеми ДДВ за огромен број на производи од 5 на 18%. Значи, уште еднаш, Република Македонија има слична невработеност со Грција, која што е членка на Европската унија, која што е членка на НАТО, со таа разлика што невработеноста во Македонија се намали за 1/3, но и понатома е голема, се согласувам, и една Грција во која што невработеноста се дуплираше. Грција буквално 5 години гори, гледаме што се случува на нивните площади. Можеме да одиме и во Италија, тој е еден од 5 најголеми економски партнери на Република Македонија. Италија, почитувани присутни, мораше да ги замрзне платите во јавниот сектор. Италија донесе закон со кој што секое едно пензионирање, значи со секое едно вработување во јавниот сектор ќе треба да има 5 пензионирања. Во Италија имавме пад на неколку влади, падна владата на Берлускони, после тоа дојде владата на Марио Монти, падна и владата на Марио Монти. Актуелната влада е вонредно непопуларна. Видовте овој викенд што се случуваше по площадите и на италијанските градови. За Грција да не зборуваме колку влади се сменија. Понатаму Ирска. Ирска од ММФ, земја со 4 милиони жители, доби 4 милиарди евра. Значи доби 4 милиарди евра, со кои што требаше да санира економијата. Пропорцијата би била како Македонија да добие 2 милиарди евра. Македонија не го имаше тој подарок, тој кредит, таа помош, таа инекција од ММФ, ниту било каков аранжман, туку Македонија сама, со своите знаења, со своите капацитети, се носеше со оваа криза. Во Ирска ДДВ се зголеми на 23%. Кога зборуваме за ДДВ, од 28 земји членки на Европската унија, од 28 земји членки на Европската унија, 26 го зголемија нивниот ДДВ. 26 земји го зголемија нивниот ДДВ. Македонија не го зголеми ДДВ. Понатаму, во Шпанија, огромни отпуштања, големи проблеми, големи протести. Гледате што се случува завчера и вчера во главниот град Мадрид. ДДВ се зголеми во Португалија. Во Велика Британија, најголеми буџетски кратења од втората светска година од втората светска војна наваму. Значи, од времето кога Лондон беше бомбардиран со германски авиони, од тогаш па до сега се најголемите буџетски
кратења. Буџетскиот дефицит во Велика Британија, огромна економија, меѓу 10 најголеми економии во светот, имаше дефицит од 10% од БДП. И нас тука пратениците на СДСМ ни велат дека нашиот дефицит од 3,5% е голем, па Британија имаше 10% буџетски дефицит. Во Франција неколку влади се сменија и еве сега има исто така влада која што се случува со големи фискални проблеми, невработеност и така натаму и така натаму. Значи можеме да одиме според сите индикатори, според индикаторот на невработеноста. Во многу земји состојбите се влошуваат, во Македонија да факт е лоши се, но постепено се подобруваат. Можеме да одиме според долгот. Вашите пратеници признаа дека Република Македонија е ниско задолжена земја. Да ве потсетам, кога имавме дебата, вашиот еден од координатори на пратеничка група кажа, ако Македонија продолжи да се задолжува, ќе стане средно задолжена земја. Ќе стане. Што призна Маријанчо Николов во тој момент? Призна дека Македонија е ниско задолжена земја. Значи призна, кажа, потврди она што ние го кажуваме, тоа е дека Македонија е ниско задолжена земја. Можеме да одиме според стапките на БДП, трети во Европа. Кога зборуваме за кратења, може ли некој да демантира, може ли некој да порече дека во Романија имавме 25% намалување на платите на целиот јавен сектор? На сите во здравството, на сите во образованието, на сите во армијата, во полицијата, во сите јавни служби. 25% намалување на платите и 15% намалување на пензиите. Земја членка на Европската унија и НАТО. Замислете што ќе се случеше Република Македонија да мораше да го направи тоа. За разлика од Романија, која што ги намали пензиите 15%, Македонија ги зголемува 5%. За разлика од Романија, која што ги намали платите за 25%, Македонија во октомври ќе ги зголеми 5%. Во Србија исто така имавме намалување на платите во просек помеѓу 15 и 20%, мерка која што беше кажана пред 3 месеци и така натаму и така натаму. Значи, можеме да ги набројуваме сите овие податоци, едноставно аргументите, фактите, разумното гледање на нештата апсолутно говорат во прилог и на буџетот за 2013 кој што помина во овој парламент и во рамките, односно во афирмативно и во насока на овој буџет кој што сега треба да го усвоиме. Треба да го усвоиме буџетот затоа што е развоен, затоа што нуди голем број на проекти за Република Македонија, затоа што треба да продолжи процесот на отворање на нови фабрики и нови работни места во Република Македонија. Немаме дилема дека состојбите се тешки, дека Република Македонија е земја и општество кое што има големи, навистина големи проблеми. Но оние кои што критикуваат, оние кои што сега ќе поитаат да бидат најгласни во нивните критики, да кажат што е тоа што политичката структура, политичката партија, луѓето кои што тие ги поддржуваат, имаат направено кога можеле сето тоа да го направат. Значи, почитувани колеги пратеници, не треба да се слушаат и гледаат политичките партии што ветуваат кога се во опозиција. СДСМ кога е во опозиција буквално се ветува. Треба да се гледа што е тоа што партиите го спроведуваат и испорачуваат кога се на власт. Значи, да видиме според оние работи кои што се направени, да се натпреваруваме според тоа. Кој реализирал повеќе проекти, кој повеќе ги зголемил платите, кој повеќе ги зголемил пензиите, кој повеќе ги зголемил социјалните издатоци, кој повеќе фабрики отворил, а кој затворил, кој повеќе доделил субвенција, кој не доделил ништо и така натаму и така натаму. Јас знам дека оние кои што најгласно не критикуваат за сето това ќе кажат малку е, не е доволно. И се согласувам, не е доволно, уште повеќе треба да се направи. Уште повеќе треба да се направи, но не народот да се лаже, не народот да се манипулира и секој втор ден да му се каже тоа што сака да го чуе, сосема свесни дека го лажат во истите манири, на истиот начин како што чувме на 15 септември 2002 година. Јасната намерите се јасни, тоа е сето прозирно и препознаено, а буџетот на Република Македонија, ваков како што е предложен,
ќе биде усвоен. Благодарам. Благодарам.